Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Пред повеќе од 6 години, кога го започнав овој YouTube канал и кога станав читачот, немав некаква јасна представа за тоа како ќе се одвиваат работите или како ќе се развива каналот, ниту пак некои специфични цели или замисли како тоа треба или мора да изгледа. Меѓутоа, она што го имав тогаш, кој што го имам и сега со несмален интензитет е истата желба, истата страст за читање и да зборувам за книгите што сум ги прочитал, за читањето општо, за добрата литература, и тоа и се уште ме движи после овие 6 години. Во моментов на каналот има повеќе од 180 видеа, голем дел од тие видеа, најголем дел се рецензии за романи, има некои осврти за збирки раскази, имам авторски профили каде што зборувам за еден писател, наречеме Кафка или Ремонт Карвер, Селинџер, се сеќавам, тоа се некои од видеата. Има аудио раскази каде што читам расказ кој што може да само да го слушате и да уживате. Имам топ листи на мои омилени книги и така натаму, имам некои анализи на покуси, новели, куси романи. Почнав да правам и видеа за филозофски концепти, некои каде што зборувам за некој филозоф или можеби за некаква идеја за читањето, за теорија на литературата, че тој цел свет на филозофија и идеи и култура. И најновото сега од неодамна почнав да правам интервјуа, разговори со писатели. Во таа смисла сакам да биде разновиден каналот, значи да има разна содржина, секако пред се поврзана со литературата и читањето. И она што ме движи и што ме мотивира, иако имам голем ентузијазам, сепак важно е кога некој ќе ти каже нешто, важен е фидбекот. И тие коментари што ги добивав низ овие години, благодарност за некоја препорака или коментар или препорака да прочитам нешто или не знам, дека некој се инспирирал да купи некоја книга за која што зборувам, и тој позитивен фидбек и на некој начин тој разговор со вас што ме следите, некој од вас ме следат редовно, буквално речи си секој видео, и ми се допаѓа тоа чувство на заедница на читатели кои што ставно ја делиме истата желба, страст, ентузијазам за читањето. И тоа е она што ме движи, затоа што некогаш колку имаш силен ентузијазам, сепак убаво е кога некој ќе не само да те пофали или ќе даде пофален збор или фидбек некаков, па и да е критика тоа. Имало и позитивни критики, да речеме, во однос на видеата, и тоа е добре доедено, значи таа конверзација, тој разговор е многу важен. И сега низ овие неколку години повеќе пати ми било поставено прашањето, знаејќи дека сум на YouTube и дека тоа ми е главна платформа, дали заработувам од YouTube или дали го монетизирам тоа. Меѓутоа, без да ве замарам многу со детали, само ќе ви кажам дека политиката на YouTube е таква да во Македонија, па и на Балканот, има политика за тоа каде се наоѓате, во која земја и како функционираат рекламите и така натаму. Речиси невозможно да се заработува, да не зборуваме воопшто да се живее од YouTube. И ако приметите, дури оние што имаат најголем број на претплатници или гледаност, значи подкасти или не знам, канали, јас не ги знам сите во Македонија, функционираат со спонзорства пред се. Или можеби ако има membership, меѓутоа не сум сигурен дека тоа може да се живее. Спонзорства, јас во овие години не сум барал спонзори за ово го правам од ентузијазам и од желба. Значи не сум барал спонзори, ниту пак некој ме искомуницирал директно со желба да ме спонзорира, да ги спонзорира моите видеа. Сега индиректно, не директно од YouTube или од спонзорства, од спонзори, меѓутоа индиректно преку соработка со издавачки куќи, некои настани, кампањи и така натаму, соработката со EU за култура, да речеме, сум имал бенефит од тоа, кој што помогнало да се движи овој канал. Јас, значи, секако го правам ово ентузијазам и од желба, значи не живеам од каналот, сум далеку од тоа. Работам, одам на работа и така натаму, значи ово го правам во слободното време што го имам. Меѓутоа, таа валидација на некој начин и едноставно, и не само вербална валидација, туку тоа човек кога ќе сака да учествува, едноставно му е задоволство да те поддржи, дури финансиски ќе те поддржи, дури знаејќи го фактот дека јас не живеам од тоа, сепак дава некаква сатисфакција. Сега ние живееме во време на слобода на содржините што сакаме да ги конзумираме. Да, алгоритмите не наставаат во некакви меори и така натаму, значи не дека имаме целосна слобода, меѓутоа
Може да гледаме и тоа на YouTube, што го гледаме, има реклами и така натаму, значи ништо не е бесплатно индиректно, меѓутоа можеме да избереме содржина што можеме бесплатно да ја гледаме. И она што на мојот канал е, значи сите видеа се отворени, не е ништо заклучено, ништо не се плаќа и тоа го правиме бесплатно. Меѓутоа пред, да речеме, не знам, пред 2-3 месеци ја отворив опцијата Buy Me a Coffee или за мене Buy Me a Book, може да изберете таму како да звучи тоа. Тоа е една платформа како Patreon или некои други опции каде што луѓе можат финансиски да ме поддржат со да некој начин финансиски подарок или one time gift. Со тоа што веќе неколку луѓе ме поддржаа. И тука значи се работи за тоа дека јас ќе живеам од таа поддршка, меѓутоа на некој начин е убава сатисфакција, затоа што јас самиот тоа го правам, да ако сакам да поддржам некој канал или да се претплатам или да платам или да дадам, затоа што знам да речеме од некои канали што ги пратам, пример за литература, за филозофија, за психологија, за што и да е. Знам колку време е вложено да се направи една содржина во која што јас ќе и визуелно и секако ќе уживам, значи знам колку време потрошил некој и некојаш ми е мерак едноставно да ги поддржам тие луѓе и финансиски, макар тоа да не стана збор за голема сума. Во таа смисла мене ми значи ако некој ме поддржи на тој начин, токму е тој аспект. И она што можам да го кажеме дека секоја поддршка од финансиски аспект преку таа платформа ќе оди директно за каналот, во смисла на тоа дека ќе директно зарастеш на каналот, за да можам да ја правам уште повеќе содржини од технички аспект, дали се тоа микрофони, камера и така натаму, дали книги, значи што ќе ги купувам, да речеме, од таа поддршка, а нема од џеб да ги купувам, а за книги да не зборуваме колку пари си имаат потрошено. Меѓутоа, она што планирам сега е да каналот ќе остане отворен, не планирам сега да имам некаков мембершип или членство или затворена група, освен ако не ми пишат доволен број луѓе да кажат дека сакаат да имаат со мене некаков читачки клуб или нешто, или дискусии со мене на некакво месечно ниво, меѓутоа за тоа ќе треба да ми пишете и да видам дали има интерес за такво нешто, каде што месечно би имало некаков мембершип и би правеле нешто заедно, би читале книга и така натаму. Пишете ми слободно, значи сега останува таа опција Buy Me a Coffee и секој ќе го ставам линк каде што може да ме поддржите и тоа ќе ми значи. Планот ми е да продолжам со каналот, како што кажав, ентузијазмот не ми е спласнат. Имам многу идеи кои што секако треба време потребно да ги реализирам, меѓутоа планирам каналот да расте, ќе видиме и содржински и технички како ќе изгледа тоа. Она што многу ме радува е што е таа постојана ваша поддршка од секаков аспект. Најчесто е тоа убав збор, меѓутоа дури и да ме поддржите и финансиски преку таа опција, тоа сакам да видам со мерак, со ќеиф, едноставно дека го цените тоа што го правам, едноставно сакате да учествувате во работата на овој канал, за да може да расте и да може да креирам уште повеќе, се тоа е популарно, да креирам содржини, меѓутоа да зборувам за добра литература и општо за филозофија и за светот на идеите и културата. Немам што повеќе да кажам за ова видео, само да ве поздравам, уште еднаш да ви кажам фала на поддршката, линкот може да го најдете таму и да не заборавам. Ако не сте стиснале subscribe, направете го, тоа ќе ми значи и да стиснете лайк на ова видео. Чувајте се и се гледаме со наредната рецензија. Чао!